Американските врати за Катица Јанева се затворија за секогаш. Злоупотребата на службената моќ за лична корист ја смести и во Идризово и на црната листа. Некогашната силна шефица на сега згаснатото СЈО, кој никој не можеше да ја смени, доби уште еден црн печат, додека издржува затворската казна долга 7 години. Не може да ме сменат, мене како мислите да ме сменат? За миг згасна митот за така наречените Чарлиеви ангели, кој се заселуваше дури и по стории на странските медиуми, поддржано од американската администрација. Во една прилика за денот на независноста на САД, во амбасадата во Скопје Јанева ги распоредуваше обвинителите за да се фотографираат. Токму Јанева со лисици на рацете ја донесе и клиничката смрт на СЈО, многу порано прогласена од граѓаните и довербата која се сведе на минимум. Јанева беше вмешана во коруптивни дела, вклучително и користењето на нејзиното политичко влијание и службена моќ за лична корист. Постојат веродостојни информации дека Јанева побарала и примила подкуп за да влијае во обвинителството во нејзина надлежност. Радоста како тази вработена во адвокатската канцеларија на синот Лазар Јанев кратко траеше, бидејќи стратешкиот партнер очигледно не е убеден дека затворската казна од 7 години е доволна за злоупотребите кои ги направила екс-специјалната обвинителка. Идеме, не може нам нико ништа, значи смо од судбине, могу само да не спасе, они што нас не воле. Човекот кој беше убеден дека никој не му може ништо од вчера и прави друштво на Јанева на црната листа на САД. Првиот човек на општина Карпош, Стефчо Јакимовски, вината за црниот американски печат во пасошот не ја гледа во своето досегашно работење. Е ова кукавички чин на оние кои што го губат тлото под нозете овде во Република Македонија, па очигледно помошта не може да добијат од граѓаните на Република Македонија, туку помош бараат од американците. Бизнис делки со урбаната мафија биле причина и Јакимовски да биде впишан на американската црна листа. За злоупотреба на службената положба, актуелниот градоначалник го товарат и домашните органи, зашто има и судска постапка. Кандидатот за шеф на државата од Гром најави дека ќе поднесе кривична пријава против непознат сторител, откако Стејт департментот го прогласи за непосакова на територија на САД. Јакимовски, како градоначалник во општина, беше вмешан во коруптивни действија, вклучително и користење на својата службена положба за мешање и попречување во урбаното планирање и развој и процесите на набавки во корист на себе и на неговите соработници. Предлог законот за рестриктивни мерки со примена на странските црни листи е во собраниска процедура, иако на нив се противеше, речиси, цела стручна фела.